Od Katlanovskoto blato ili Jelaškoto jezero, po isušuvanjeto ostana poleto, nameste ispukano i žedno za grupi kako i porano, vo nadež дека и сега лесно ќе обезбедуваат исхрана. Пред почетокот на Таорската клисура, на местото каде што Вардар се извлекува од мучуришниот шамок, на левиот брег на реката лежи селото Таор. Загадката за ова село е актуелна веќе цел еден век. Многу европски и домашни научници барале конкретни докази дека тука, во Таор, бил роден еден од најголемите светски владетели во минатото, византискиот цар Јустинијан. Дворскиот секретар на овој цар, Прокопије од Кајсареја, забележал дека Јустинијан бил роден во областа Дарданија, во малото место Таурезион кај кастелот Бадеријанон. И токму тука ги имаме тие две места. Денешниот Таор и близу до него Бадер. Во дворот на Илија Огнановски ја снимивме и оваа биста, за жал безглава, а која подолго време ви ја прикажуваме на екран, како илустрација не без Таорската клисура низ која пловиме има два дела. Првиот, кај што сме сега, е прилично широк. Нормалното истекување на водата овде наместа е нарушено со подводни наноси обраснати со вегетација, па се појавуваат од време на време брзаци на реката како последица на нив. Како што се гледа, бреговите се овде високи и обрастени со дебели и карактеристични стебла, а коритото на реката всечено во ситен песок. Вториот дел од Таорската клисура, што почнува од Пакошево и продолжува до влезот на Титовелешката котлина, е права клисура. Високи и стрмни страни составени од филити, серпентини, песочници, шкрилести варовници и други карпи доминираат од двете страни на брегот од реката. Гучавата на водата е овде засилена. Тоа го овозможува големиот пат на водата. Овде тој постепено се зголемува и изнесува 1,1 промил. Ние тоа го користиме во пловењето и брзо минуваме големи растојанија. Од време на време се слуша довикувањето и договарањето на снимателот и режисерот за регистрирање интересни и занимливи кадри. Нив и ви ги понудуваме. Овде одново Вардар е релативно чист.
Сите нечистоти, што беше ги собрал минувајќи низ Скопје, ги прочисти, ги наталожи и ги остави зад себе. Закрепна ќе забележи некој, но не задолго. Бучи низ клисурата, пени и ита до новото загадување. А тоа и не е многу далеко, само на неколку километри. Јужно од местноста Пакошево, над левиот брег на Вардар, се издига осамена карпа што чудно избива од падината на ридот. За неа и денес старите овдешни жители раскажуваат прастари легенди за самовили и други привиденија што ноќе од карпата се нафрлуваат на задоцнетите патници покрај Вардар. Пловиме и размислуваме. Една домашна верзија на ГТО-вата Лорелај што од висока карпа на реката Рајна ги заведува и потопува невнимателните бродари. Во коритото на Вардар од време на време среќаваме каменливи дна, формирани од камени блокови одронети од брегот. Лесно ги избегнуваме и не ни причинуваат никаква тешкотија во пловењето. Нешто пред вливот на Пчиња во Вардар, во клисурата на Пчиња, ги регистрираме урнатините на средновековниот град Кожле. Поставен е на тесен карпест гребен над кривината на реката, покрај некогашниот премин преку Пчиња. Овде е географската граница меѓу Скопската котлина и средното Повардарје. Во античко време, тука врвела границата меѓу античка Македонија и дива Дарданија, односно римската провинција Горна Мезија. Од ова место бил контролиран сообраќајот и сите движења од југ кон север. Градот Кожле била мала погранична крепост во средниот век со иста функција како и порано во римско време, да го контролира патот покрај Вардар и да ја чува јужната граница на Скопската област. Инаку Кожле стручно уште не е проучуван и ние ги бележиме со камерата урнатините од одбрамбените ѕидови, една поголема кула, помала полукула, внатрешни прегради и градби на падината. Низвонно од градот Кожле, на десниот брег на Пчиња, стои пештерната црква Свети Јован. Настаната е веројатно во 14 век, кога многубројни бегалци пред турските зулуми од Анадолија бараа за столниште во нашите места и голем број од нив, како калуѓери и спосници, живееја во вакви скриени катчиња. За оваа престара црква денес не знаеме речиси ништо. Останува заборавена во клисурата на Пчиња и скриена од погледи, макар што одвај 100 метри од неа, од другиот брег на реката, минува главната македонска магистрала. Згора на карпите околу оваа црквичка, непосредно пред ливот на Пчиња во Вардар, расте еден редок вид бор. Се вика Алепски, по Алепо стар град во Сирија. Го пренесле и го пресадиле бегалците и спосници од северна Сирија, за да ги подсетува народната грудка во летните часови или во студените зимски денови. Дали некој пат, за гледане го водите на Вардар, сте се запрашале низ колку клисури минува реката или можеби колку рамници пресекува во својот тек низ нашата република? Еве го одговорот. 5 клисури и 4 котлини. Таорската клисура низ која сега минуваме е втора по ред од изворот. Долга е 31 километар. Во неа е и вливот на Пчиња што го регистрира камерата.
под селото Сопот лежи најтесниот дел на Таорската клисура. Над левиот брег се издига карпест гребен, што Вардар го обиколува правејќи голем лак околу него. Таорската клисура завршува кај Башино село. Овде одново Вардар почнува полека да лази низ малата, но богата Велешка котлина. Коритото овде има кривулеста форма, уривање на брегови и овде има. Велешката котлина спаѓа во посушните подрачја во Македонија. Така, во октомври 1940 година, овде биле забележани 54 сушни денови без капка дожд. Железничката линија, што минува низ долината на Вардар, е изградена во 1873 година. Од тогаш наваму, по Вардарско-Моравската долина, избива најкратката надлежна сообраќајна линија меѓу Средна Европа и Средоземно море, а преку него и понатаму за Блискиот Исток. Момчињата кајакари со кои пловиме, овој дел од реката го имаат минато со чамци многу пати. Може да се рече дека го познаваат теренот и опасностите од коритото на реката. За цело време на пловењето ни говореа дека најтешката делница, се разбира за пловење, треба да биде веднаш по целото Сопот. Во овој дел на клисурата е местото наречено Букот, веројатно поради бучавата што се слуша подалеку, а е предизвикана од падот на водата. Овде презедовме специјални мерки. Ги испразнивме чамците, камерите ги сместивме на брегот, да го регистрираат минувањето низ Букот и само најсмелите од нас минаа по воден пат. Се приближуваме кон Тито Велес, кон градот со богато историско минато. Името на овој град, Велес, се поврзува со старото словенско боженство Волос, бог на добитокот и негов заштитник. Првите писанија за Велес потекнуваат од Василие III, уште од 1017 година. Локацијата на овој град е на устието на Тополка, но за тоа нешто подоцна. Денешниот град е зачнат тука, во турско време, и е наречуван Ќуприли, што би значило Ќуприја или мост преку Вардар. Меѓутоа, турската историографија тврди дека славниот турски везир Мустафа Ќуприлиќ или Ќуприлиќ бил роден во Велес. Оттаму и името Ќуприли. Од многобројните објекти лоцирани во Титов Велес, а изградени во минатото, доминираат два.
Саат кулата во центарот на градот е изградена во турско време. Големата трикоравна црква Свети Пантелеимон, изградена во 1842 година од познатиот мајстор Андреа од Галичкиот крај, е одраз на економската благосостојба на Велес во тоа време, кога станал значаен трговски центар што тргувал до Солун на југ и Софија на североисток. Од тоа време е и податокот дека низ Вардар пловеле сплавови наречувани шајки, со кои тогашните трговци ја носеле стоката за продажба во Солун. Главниот товар на овие сплавови било жито и занаетчиски производи. Кога сплавовите ќе пристигнале во Солунското пристаниште, биле расклопувани, а гредите и штиците продавани на Солунскиот пазар. Нешто појужно од сегашниот Тито Велес, над устието на Тополка во Вардар, на стрмниот рид Кале, лежал стариот град Велес, што се споменува уште од почетокот на 11 век. Значи, историјата на Велес започнува тука, на Калето. На платото на врвот лежат остатоци од утврдено пајонско градче од хеленистичко време, обновено и повторно укрепено и во рано византиско време. Средновековниот град Велес бил во рамките на царството на Самуил, а потоа го одржале византиците се до раниот 14 век. На врвот на Калето, на издолженото плато, се простирал горниот град опфатен со силни зидови. На падините северно и источно од него се простирал многу поголемиот долен град. Тука стојат и денес неколку запуштени црквичиња од тоа време. На 10 век и украсена со богата керамодекорација. Со тулисе обрамени делкани камени блокови, убави арки и слепи прозорци над вратите. Има невообичаена кула со камбанарија над нартексот. Венецот околу покривот е оживеан со запци, а зидовите и тристраната ниша однадвор се расчленети со слепи ниши и аркади и оживеани со орнаменти, меандри и шаховски полиња. Црквата била запуштена и обновена одново во 1855 година. Регистрираме и дел од натрешната декорација на црквата. Живописот овде има високи уметнички вредности. Впрочем, уверете се. Нешто појужно од овој манастир, покрај реката и автопатот, на една карпа стои мала црква посветена на Свети Никола. За неа нема пишани податоци, но по опусот како е градена, со сигурност може да се тврди дека потекнува од 14 век. На самиот излез од Тито Велес, веднаш до реката, паѓа во очи една плантажа од бадемови дрвја. Ги регистрираме со камерата и го продолжуваме пловењето по Вардар.
низ Титов велес и низводно се до вливот на Бабуна. Коритото на Вардар е всечено по цврсти, палеозојски шкрилести и варовнички карпи, од кои се формирани остенци во вид на големи каменливи блокови. Ова е така наречена Велешка серија, а се протега низ целата должина на Велешката клисура. Поради големите количества отпадни води, што ги користи топилницата за цинк и олово од Велес, низводно од градот одново Вардар станува матен, загаден и овенат ќе забележи некој. Откако ќе го мине градот, Вардар прима неколку помали притоки. Од десната страна, најпрвин во Вардар се влева Тополка, а само 1 километар низводно и Бабуна. Подрачјето меѓу Титов велес и Неготино е со мощне неповолни климатски карактеристики. Високи температури, чести ветрови и особено мали врнежи. Во околината на Вардар, особено таа од левата страна на брегот, вегетацијата е многу карактеристична. Таа и се нарекува полустепска вегетација. Се одликува со интересен флористички состав, условен од специфичните природни географски услови. Овде на широко се распространети палеогените седименти, кои се богати со соли. На ова подрачје не растат шуми, па поројните водотеци довлекуваат во Вардар големи количества наносен материјал. Вардар овде е и широк и пловењето по него представува вистинско задоволство. Одлево и оддесно наидуваме на населени места, Пелонлив и регистрираме. За птиците речниот тек секогаш е привлечно место. Ги има во безброј. Сите видови за кои сме мислеле дека исчезнуваат овде се присутни. Нивните песни се секој пат прицел на нашиот тонски снимател. Помеѓу селата Кочилари од лева и Згрополци од десна страна, Вардар прави еден голем засврт за да излезе пред селото Ногаевци. Под ова село, на неколку стотици метри од левата страна, се влева во Вардар најдолгата притока Брегалница. Вливот се случува на надморска височина од 137 метри во месноста Сландол. Астибо е старо пајонско име за реката Брегалница. Старогрчкиот историчар Полиен забележал необичен обичај кај пајоните. Секој нивни нов крал, кога стапувал на престол, со посебен церемонијал ритуално се капел во Брегалница. И денес, над левиот брег на Брегалница, се издика висока тераса со извонреден преглед над устието и широката околина. Токму тука, на поголема површина, лежат изобилство парчиња од искршели хеленистички амфори за вино и масло со жигови на рачките од местата каде што биле донесени. Овој необичен археолошки локалитет не можеме поинаку да го објасниме, но само како место на тие необични крунидбени обичаи, придружени, како што гледаме, и со веселби. Во текот на 5-тиот, 4-тиот и 3-тиот век пред нашата ера, Пајонија е независно кралство со своји владетели кои успеале да им се спротистават на силните хегемонистички притисоци на владетелите од Долна Македонија. Дури и на еден Филип II и Александар Велики. По напуштањето на овој локалитет, само на 100 метри, наидовме на необична гледка. Амфитеатрално поставени округли камења. Ги имаше многу. Се обидовме да пронајдеме и толкување за нивната намена. Дали се тоа делови од рачни мелници за мелење жито? Или се можеби капаци за питоси? А зошто се оставени да лежат овде? Како да ги фатила болест мајсторите, или имало војна? Или многу или на кои тешко е да се даде одговор?
ловиме потечението на Вардар и заклучуваме. Да се запознае коритото на Вардар и неговата поблиска околина, секогаш било и останува исклучително доживување.